За време на стручните конструктивни дискусии со моите колеги и пријатели во врска со овој серијал, спонтано се наметна една тема поврзана со физичката активност, на почеток како шала, што потоа прерасна во сериозна дискусија. Имено, се повеќе се советува редовно бавење со физичка активност на лицата над 50 годишна возраст. Но многу од нив, особено жените што раѓале и се во менопауза, може да имаат здравствен проблем што вообичаено ги одвраќа од вежбање. Тоа е стрес инконтиненцијата или неволното испуштање урина поради неможност за контрола при изложување дури и на минимален напор, како брза промена на позиција на телото, кашлање или кивање. Лицата што имаат стрес инконтиненција најчесто се чувствуваат засрамено, се изолираат, си поставуваат ограничување во професионалниот и социјалниот живот и избегнуваат физичка активност. Но добрата вест е дека сето ова може да се надмине со адекватен приод и интегрален третман, со што значително се подобрува општата ситуација. Останете со нас и ќе дознаете се она што е најважно за превенција и значително подобрување на проблемот со стрес инконтиненцијата. Бубрезите постојано создаваат моќ, која преку мочеводите се пренесува до моќниот меур пред да се исфрли во надворешната средина. Моќниот меур е вреќест и еластичен мускулен орган, сместен на дното од карлицата, позади и над срамната коска. Кога е празен, наликува на крушка. Капацитетот за собирање моќ е различен, но во просек изнесува 500 до 600 мл. Променливиот капацитет, како и функцијата на моќниот меур, е овозможено од мазен мускул, сместен во неговиот зид, кој во пасивна фаза овозможува полнење и собирање, а во активна фаза празнење на моќта. Така, физиологијата на мокрење се состои од рефлексен механизам, спроведен и контролиран од централниот нервен систем. Мокрењето е процес на исфрлање моќ од моќниот меур и кај здрави лица представува свесно контролиран процес. Исклучок се децата до 2 годишна возраст, некои постари индивидуи или пак лица со невролошки болести, каде мокрењето се појавува како рефлексен процес. Возрастните лица вообичаено може да мократ до 7 пати во текот на денот, односно до 2 пати во текот на ноќта, во количество од 250 до 300 мл во текот на еден акт. При тоа истекувањето на моќта треба да е непречено, бојата да е од светло до темно жолта и без присуство на интензивен мирис. Мокрењето е комбинација на свесна и несвесна физиолошка активност. Неколку центри од централниот нервен систем ја контролираат нормалната функција на овој процес. Овој процес тече без и нималку да помислиме на тоа, но контролните центри во кората од големиот мозок нормално ја обезбедуваат свесната контрола за тоа каде, кога и како смее да се празни моќниот меур. Процесот на мокрење се состои од 2 фази: собирање на моќта во моќниот меур и нејзино исфрлање во надворешната средина преку моќниот канал. Моќниот меур се полни со моќ и ја чува неа, се додека не се создаде ситуација за нејзино исфрлање. Чувството на полн моќар меур се јавува кога во него има волумен од 150 до 400 мл моќ. Тогаш зидот на моќниот меур почнува да се истегнува, при што рецепторите што се сместени во него почнуваат да праќаат сигнали до големиот и до рабетниот мозок. Овие сигнали резултираат со несвесно опуштање на внатрешниот кружен мускул на моќниот канал и појава на чувство за потреба од мокрење. На тој начин се дозволува моќта да истече, а истовремено мазните мускули на моќниот меур се стегаат и помагаат во комплетното исфрлање на моќта. Мокрењето може свесно да се одложува се додека не се постигне максимален волуменски праг на количество моќ, но интензивните нервни сигнали предизвикуваат непријатно чувство и зголемен нагон за мокрење. На овој начин со контрола на воздржувањето од мокрење се постигнува препознавање на потребата за мокрење, присутност на критичност кога и каде да се изврши празнењето, одложување на мокрењето до тоалетот, подготовка на облеката, позиционирање при актот на мокрење, целосно празнење на моќниот меур, враќање на облеката во првобитната состојба, миење и сушење на рацете. Драги гледачи, гостин во денешнава емисија е доктор Бобан Сарџовски, гинеколог-акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Сарџовски, повелете, добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата.
За почеток и во нашава емисија, чија тема е стрес инконтиненција, да ве запрашаме што представува стрес инконтиненцијата. Стрес инконтиненцијата, значи, представува неволно испуштање на мокрачата, односно неможност за задржување на мокрачата, најнародски кажано подмочување. Тоа е дефиницијата за стрес инконтиненцијата, народски кажано. Дали стрес инконтиненцијата се смета дека е болест, заболување? Дека е болест. Па ако ја земеме во обзир дефиницијата на Светската здравствена организација, што представува здравјето, значи здравјето представува потполна психичка и физичка, како и социјална благосостојба на организмот, а не само отсуство на болест. Така да стрес инконтиненцијата, бидејќи зафаќа два сегменти од овие три, тоа е психичката состојба кај пациентите со стрес инконтиненција и нарушениот социјален живот, тогаш јасно станува да знаење дека имаме едно нарушено здравје кај овие пациенти. Причината за појава на стрес инконтиненцијата постојат повеќе причини. Значи, најчесто се појавува во подминатата возраст, кај пациенти кои што се во перименопауза или во менопауза, кај што настанува еден поинаков хормонски баланс кај пациентите и претходно, во зависност од тоа дали имало породувања, какви биле тие породувања, дали се тие породувања завршени со некакви помошни средства, како што се или интервенции, како што се форцепс, вакуум, дали тие деца се во со поголема тежина во однос на просечната, значи над некаде 4000 грама се сметаат за големи плодови кои што можат да го нарушат карличното дно, статиката на карличното дно и со самото тоа да допринесат на некој начин за појава на една таква стрес инконтиненција, односно во подминатата возраст неможност за зачувување на мокрачето, односно неволно испуштање на мокрачето. Понатаму, други причини може да бидат претходни оперативни зафати на внатрешните гениталии, значи на матката, од страната матка, други интервенции, кои што повторно ќе доведат до така наречено нарушување на статиката на карличното дно и со самото тоа до зголемување на процентот на појава на стрес инконтиненција кај пациентките. Доктор Саржевски, што се случува при стрес инконтиненцијата? При стрес инконтиненцијата, значи, главните симптоми, односно причината зашто пациентите се јавуваат кај докторот се неволно испуштање на прво неколку капки мокрача, кое што на почетокот пациентите и на некој начин не занемаруваат, мислејќи дека тоа е субјективно, меѓутоа како одминува времето, состојбата најчесто не се подобрува, така да се интензивираат и симптомите. На почетокот тоа може да биде при одредено зголемување на интраабдоминалниот притисок, како при кашлица, при смеење. Меѓутоа понатаму како одминува времето, кај поодминатите стадиуми доаѓа до неволно испуштање на мокрачето дури и при едноставно стоење или слушање на млас од чешма, така да сето тоа го провоцира механизмот на испуштање на мокрачето, неволно испуштање на мокрачето. Пациентите најчесто се јавуваат за жал во поодминатите стадиуми, кога веќе тоа почнува да им представува психички прво проблем, а потоа и социјален, затоа што се обврзани, да носат дали влошки секојдневни, па дури и пелени. И сето тоа ги на некој начин ограничува во нивниот социјален живот. А психолошкиот момент се интензивира како се зголемуваат, се интензивираат тие симптоми, така да тие пациенти доаѓаат
со веќе дефинирана диагноза, да не кажем. Има ли причина зашто се јавуваат доцна? Дали некој срам, воздржаност? Најчесто причина за тоа е, нели, прво е тешко да си признаете сам на себе од една нормална ситуација, од една нормална физиолошка функција како што е мокрењето, нели, човечкото суштество е свесно го контролира тоа, се доведувате во состојба кога не можете да го контролирате тоа. Несвесно, неволно се случува тоа. Фактот кога ќе го признаете тоа, тогаш пациентите се обидуваат да најдат, нели, решение, помош за таа работа и тогаш се јавуваат на гинеколог. Доктор Саржевски, им ги објаснивте првите симптоми на нашите гледачи, доаѓа пациентката кај вас се јавува, како се поставува дефинитивната диагноза, односно, освен овие анамнестички податоци, дали некои други процедури се применуваат за таа дефинитивна диагноза? Освен исцрпната анамнеза, која што многу ни овозможува да ја поставиме диагнозата, нормално постојат и клинички процедури кои што ни подпомагаат да ја потврдиме, да го потврдиме нашето сомнение, односно да поставиме дефинитивна диагноза. Најважен од се е клиничкиот преглед, при кој што се утврдува степенот на таа стрес инконтиненција. Постојат повеќе степени, 1, 2 и 3, и во зависност, нели, од нашите процедури, прво поставуваме диагноза за кој тип на стрес инконтиненција се работи и за кој степен. Постојат одредени тестови кои што ни помагаат во тоа да го детектираме. Понатаму ултразвучниот преглед е многу важна диагностичка процедура кој што ни дава точно насока за каков тип на стрес инконтиненција станува збор и која би била најсоодветната клиничка процедура што би ја предложиле на пациентката, значи најсоодветниот третман за успешно решавање на нејзиниот проблем. Порано постоеле и се уште постојат одредени така наречени уродинамски испитувања, меѓутоа тоа е, нели, повеќе стручна работа, не би сакал да ги гледачите замарам со таа работа. Тоа се дополнителни постапки, процедури, инвестигации кои што само ни помагаат да ја уточниме постапката која што би ја предложиле на пациентката за решавање на нејзиниот проблем. Дали има некаква наследна основа оваа болест, оваа состојба? Не, наследна болест не е докажана поврзана, значи помеѓу, нели, мајка, ќерка и така натаму, некоја фамилиарна генетска предиспозиција, не е докажана таква работа, така да не спаѓава во генетски наследните заболувања. Можно ли е да оваа стрес инконтиненција влие на останатите органи и органски системи? Стрес инконтиненцијата во суштина не влие на останатите органи, во смисол да бидат афектирани, односно зафатени, да се рефлектира на поедини органи. Значи, во суштина зафатен е урогениталниот систем и таму се најголемиот дел од проблемите, значи покрај уринарниот систем и гениталниот, затоа што се тие блиско поврзани и затоа што механизмот на настанување на стрес инконтиненцијата е поврзан помеѓу овие два система. Тука е главниот проблем и тука е локализиран тој проблем, значи не е на останатите органи и системи, така да таму треба да се бара проблемот и решението за проблемот. Да. Пред малку спомнавте дека овие пациентки имаат и социјални, односно психолошки проблеми. Во кој степен се тие изразени? Дали доаѓа до некаков вид самоизолација на тие жени? Па не би рекол самоизолација, меѓутоа на некој начин тие пациентки сакаат да го прикријат својот проблем, бидејќи не е пријатно, нели? Јасно. Да отидете некаде, било каде, да излезете и одеднаш да почувствувате дека, нели, сте се подмочале, народски кажано, да кажам, и
едноставно ве ограничува во движењето, ве ограничува во тоа каде ќе се движите. Нели, не можете да си дозволите 3, 4, 5 часа, зборувам сега за случаи кои што се, нели, во трет стадиум, кај што има неволно задржување и при било каков, да нема ни било каков напор, кај што, нели, пациентката е едноставно врзана или за влошка, или за пелена, или да биде во домот, каде што ќе може, нели, да се едноставно згрижи самата себе си. Од тој аспект се најчесто тие психолошки проблеми кои што ги оневозможуваат, односно ги ограничуваат и да присуствуваат и да учествуваат во социјалниот живот. Нивниот социјален живот е сведен на многу мал круг на луѓе. Компрометиран доста. Така да од тој аспект и тоа е циркулус вициозус, нели? Да. Психолошкиот момент се потенцира кога социјалниот живот ви е Сиромашен. на некој начин или сиромашен или ограничен. Така. Доктор Саржевски, каков е современиот пристап во третманот на оваа болест? Современиот пристап во третманот на оваа состојба, да не ја нарекуваме болест, тежна е кон тоа да со минимално инвазивни процедури, значи со минимално инвазивен пристап, се постигне максимален ефект во решавањето на проблемот кај секоја поедина пациентка. На почетокот напоменав дека секоја пациентка е посебен случај сама за себе, бара соодветно клиничко исследување, со самото тоа секоја пациентка бара соодветен посебен третман, кој што ќе биде најадекватен за незината состојба. Минимално инвазивните процедури ги има многу на број. Тоа се различни процедури кои што со минимален рез овозможуваат поставување на одредени траки, на одредени конци, шавови, кои што ќе допринесат за подобрување на или решавање на проблемот на кај пациентката. Значи, класичната хируршка метода е по вагинален пат, значи зборувам, тоа се најновите минимално инвазивни процедури, кај што со само еден рез од 1 см или сантиметар и пол се поставуваат, ви реков, тие траки на одредено место, да би се подкрепила на некој начин уретрата, да ја даеме соодветната подлога која што и недостасува или која што на некој начин е разрушена од било која причина. Ви напоменав, дали тоа е некоја интервенција, претходно оперативен зафат, породување некој потешко, поголеми плодови, повеќе кратни породувања и така натаму. Во секој случај нарушена е статиката и механизмот кај овие пациентки. За да се постигне максимален ефект, ви кажав, секоја пациентка има посебен пристап, тоа е индивидуален пристап и во проценката од соодветниот понуден третман многу зависи и исходот кај самата пациентка. Овие минимално инвазивни процедури се вршат дури амбулантски. Значи, тоа е поставување на трака, пациентката може уште истиот ден да ја напушти болницата, не изискува никакви посебни предоперативни подготовки, во смисло лежење во болница, дополнителни инвестигации. Добар дел од овие интервенции се работат во локална анестезија, значи пациентката не прима општа анестезија, ризикот од општа анестезија го нема едноставно. И сето тоа допринесува за многу брзо враќање и ресоциализирање на таа пациентка кон нормалниот живот. Лапароскопските процедури во решавање на стрес-инконтиненцијата исто така, нели, постојат и тие спаѓаат во минимално инвазивните, меѓутоа се однесуваат на строго селектирани случаи кај што таквиот пристап ќе ни овозможи максимален ефект. Значи, кога вагиналниот пристап од некоја причина ни е невозможен или процениме дека тој не е најадекватен за пациентката, тогаш лапароскопскиот или пак роботски асистираниот лапароскопски пристап, тоа е, нели, врвот во денешната
оперативна хирургија, ни овозможува да добиеме максимален ефект кај пациентката. Рековте дека кај голем дел од жените или поголем дел од жените овој проблем се јавува, оваа состојба со менопаузата. Дали хормонската заместителна терапија има некакво влијание или може да доведе до подобрување? Хормонска заместителна терапија, постојат и медикаменти кои што помагаат во решавањето на изолирани поедини случаи на стрес инконтиненција. Меѓутоа, морате да знаете дека хормонската заместителна терапија се дава исто кај пациентки кои што се строго селектирани. Тој вид на терапија, колку има ефекти, толку има контрапродуктивни работи, така да треба да изберете соодветен случај, соодветна пациентка и да се обидете, говориме сега за првите стадиуми кога тоа е возможно да со медикаментозна терапија се постигне одреден ефект. Дали медицината базирана на докази признава некои подготовки што често пати ги има на пазарите, некои додатоци на исхрана? Каков е ставот во врска со ова? Во решавањето на стрес инконтиненцијата, сите овие суплементи кои што ни се денес на располагање, не е докажано дека имаат ефект во решавањето на овој проблем. Меѓутоа, како и за здрав човек, не мора да е болен, тие суплементи се добре доедени. Ако ништо друго, тогаш во постоперативниот период овозможуваат побрза рехабилитација на пациентката. И го подигаат општото здравје на... Секако. Во врска со ова, има ли некакво влијание, да кажеме, здравиот начин на живење, исхраната, физичката активност во намалување на појавата на стрес инконтиненција или во подобрување, или во превенција, во подобрување на симптомите? Повторно ќе напоменам, при појавата на првите симптоми, тоа и го советуваме, че не се оди веднаш на оперативен третман, доколку можеме конзервативно да го решиме тоа би било идеално, дали со медикаменти или пак препорачуваме, постојат посебни физички вежби кои што го зајакнуваат карличното дно. Значи, постои цела низа на тие вежби кои што се медицински оправдани и се специјално наменети за оваа проблематика. Значи, за подобрување на мускулатурата на карличното дно, која е во основа на решавање на овој проблем. Рековме дека тој е еден и социјален проблем. Дали оваа спортска активност, некоја, освен овие вежби, е контраиндицирана, односно, дали жената би можела да се бави со спорт или спортска активност? Спортските активности не се забранети во смисол на пешачење, возење, да кажам, велосипед, така натаму, меѓутоа физичка активност од типот на кревање товар и сето она што ќе доведе до зголемување на притисокот врз карличното дно, значи секој подигнување на товар води кон пресија, притисок на карличното дно и допринесува до влошување на состојбата. Така да тој тип на вежби, кај што се бара екстремна физичка активност со напрегање на стомачна мускулатура, не се препорачуваат. Почитувани гледачи, ние подготвивме еден прилог, ќе го погледнеме заедно и ќе го продолжиме разговорот со нашиот денешен гостин. Се што треба да се направи е да се одвои малку време за планирање на типот на физичката активност и начинот на практикување. Со тоа се овозможува подготовка за вежби и нивно практикување со што се одржува психофизичката свежина, а се постигнуваат поставените цели без грижа околу инконтиненцијата.
Препорачани активности се пливање, возење велосипед, јога, гимнастички вежби под контрола на инструктор и примена на така наречени кегелови вежби. На што треба да внимаваат жените со инконтиненција при вежбањето? Како прво, се препорачува носење на темни панталони за триантол што имаат потпорна улога, а ја маскираат и влошката ако има потреба од неа. Пред вежбањето мочниот меур треба да се испразни, а некои лекари препорачуваат и употреба на вагинален тампон кој има улога на подигнувач на мочниот канал што спречува истекување на мочта. За време на вежбањето не смее да се избегнува пиење вода. Ако не се пие соодветно количество вода, се нарушува водениот баланс во телото, при што доаѓа до концентрирање на мочта, надразнување на мочниот меур и следствено влошување на состојбата. Кегеловите вежби се прават едноставно и скоро во секоја прилика. Се изведуваат на тој начин што се стегаат мускулите како со намера за прекин на мокрењето во траење од 3 секунди, во 8 до 10 повторувања 3 пати дневно и најмалку 3 пати во неделата. Напоменуваме дека физичката активност е пред се за превентивни цели, а кегеловите вежби би можеле да имаат ефект кај лесна до умерена инконтиненција. Ако не се постигне подобрување за 3 до 4 месеци, треба да се бара совет од специјалист за примена на други терапевтски опции. Не се откажувајте од вежбањето, бидејќи тоа помага за подобар исход при примена на други третмани и одржување на една стабилна состојба за подолг временски период. Иако не постои специјален нутритивен режим што може да ја излечи стрес инконтиненцијата, сепак не треба да заборавиме дека некои навики во исхраната може би се и причина за појава или влошување на одредена здравствена состојба. Во овој случај треба да се избегнуваат продукти што го надразнуваат мочниот меур, да се регулира внесот на течности и да се наголеми консумирањето на растителни влакна. Многу лица со овој проблем драстично го смалуваат внесот на течности со надеж дека ќе мократ поретко. Вистината е дека со тоа се влошува состојбата поради концентрирање на мочта, а со тоа се стимулира и размножувањето на бактериите, што може да доведе до појава на инфекција. Ефектот на поедини прехранбени продукти и супстанции врз мочниот меур не е секогаш доволно разјаснет, но со добра селекција може да се постигне одредено подобрување на состојбата. Она што е од исклучителна важност за оваа состојба е применување на здравиот и балансиран начин на исхрана, дополнет со некои модификации со цел да се избегне можното надразнување на мочниот меур и влошување на состојбата. Овие прилагодувања се следниве. Неколку пати споменавме дека пиењето вода треба да е вообичаено и без поголеми ограничувања во рамките на дневните потреби на индивидуата, а тоа треба да изнесува 6 до 8 чаши, односно од 1,5 литри до 2 литри течност во текот на денот. Со тоа се обезбедува нормална функција на бубрезите и лачење урина со нормални биохемиски и физички параметри. Конзумирањето алкохол треба да се сведе на минимум. Најдобро е потполно исклучување на алкохолот при ваква состојба, но ако тоа не е остварливо, тогаш треба да се одреди количеството што не ја влошува состојбата. Понатаму, треба да се избегнуваат газирани пијалаци и оние што содржат кофеин. Ако навиката е толку силна што во откажувањето е тешко, тогаш ваквите пијалоци не треба да се конзумираат повеќе од 2 пати дневно во скромно количество и не по 18 часот. Во исхраната не треба да се користат интензивни и лути зачини поради дополнителното надразнување на мочниот меур што создава нагон за мокрење. Исто така е важно да се избегнува употребата на овошје и зеленчук што содржи киселини како портокалот, лимунот, грейпфрутот и доматот. Истото важи за брусницата, бидејќи таа во себе содржи киселина што дополнително може да го надразни мочниот меур. Се разбира дека овие интервенции во начинот на исхраната не го решаваат во целост проблемот со инконтиненцијата, но може значително да ја подобри ситуацијата. Уште еднаш ќе повториме, за трајно решавање на овој здравствен проблем, консултирајте се со специјалистот што ќе ви предложи елегантно решение на наједноставен, најлесен и најбезбеден начин. Што би им препорачале на нашите гледачи во врска со стрес инконтиненцијата? Прво и основно да не се плашат од таквата состојба, да не се срамат. При појава на првите симптоми, веднаш да го консултираат својот гинеколог во најмала рака
Иако тоа ќе им изгледа, нели, субјективно, дека они може би било, може би не било кога се подмочиле, меѓутоа најважно е да се јават многу рано на преглед, да се види дали навистина таа состојба е тоа што они се сомневаат, и третманот во раната фаза е многу далеку поуспешен отколку во подминатите фази, така да моја топла препорака е кон сите оние кои што ќе го забележат овој проблем, да не го игнорираат, туку да му погледнат во очи и да се соочат прво со него, да го посетат гинекологот и тогаш ќе можат да добијат најдобар и најсоодветен третман. Колку порано се јават, толку е подобро. Апсолутно. Како и за секоја болест или состојба. Да. Доктор Саржовски, ви благодарам на гостувањето и на вистина на овој прекрасен и можам слободно да кажам образовен разговор. Верувам дека нашите гледачи добија нова перспектива кон овој проблем и да се надеваме дека ќе го послушат вашиот совет и вашиот апел да при појава и на најминимални симптоми, односно сомнение за тоа, ќе се појават, односно ќе се јават кај матичниот гинеколог. Ви благодарам на поканата и уште еднаш ги советувам женскиот дел од популацијата, значи да нема никакви предрасуди во однос на оваа состојба. Тоа е, нели, состојба која што се случила и треба да најдеме решение. Апсолутно. Драги гледачи, како што видовте и слушнавте од компетентни извори, стрес и инконтиненцијата е прилично распространета состојба меѓу населението, особено кај жените, и не мора да е неизбежно како резултат на старењето. Типичната реакција при поставување на диагнозата е олеснување, зашто ова само по себе не е поврзано со посериозни работи и е решливо. Многу жени се воздржуваат да го спомнат овој нивен проблем. Тие се одлучуваат да користат влошки или пелени. Овој приод е несреќен избор поради можноста за нарушување на самопочита, како и појава на иритирана кожа и габични инфекции. Не се срамете и не се воздржувајте да разговарате со вашите најблиски лекарите за овој проблем, зашто тоа може многу ефикасно и елегантно да се реши. Ве молиме да запамтите, ова е честа појава, немојте да се срамите од тоа, зашто сите типови на стрес и инконтиненција може да се излекуваат. Останете ни со добро здравје и довидување до следната емисија.